Што мислите вие? Кој повеќе би имал шанси да биде на Чаир? Јас не сум имал шанса да соработувам со Османи и не го познавам. За него се сеќавам низ призмата дека учествувал во создавање на бугарскиот договор, кој што сметам дека е крајно штетен за нашата држава. Но со господинот Меджити сум имал шанса да соработувам, како министер актуелен. Мислам дека шансите се сериозни за Изет Меджити и тоа верувам дека има шанси за во првиот круг да победи во Чаир, земајќи во предвид дека поради кампањата што ја водам овој период, но и минатиот период кога ја креирав програмата заедно со граѓаните, имав чест и многу често низ чаршија да прошетам, не знам, на Дижонска, на многу места низ Чаир, во Бутел кога се движев, обавезно застанувам кафе да пијам, го гледам, го сеќам пулсот на граѓаните. Сметам дека таму е завршена работата и дека господин Меджити ќе биде избран за интересно би била трката и во центар, велат, бидејќи Герасимовски ќе трча за третман, да? А таму имате вие свој кандидат, но имаме и независни. Ако прифатите, не би можел точна проценка да дадам. Мислам дека имаат добри шанси двајцата кандидати. Па и независниот кандидат, поранешната антикорупционерка Ивановска. Не гледам дека во јавноста е присутна, но кандидатот знаме многу сериозен кадар. Еве имавме неколку средби со него изминатиот период. Мислам дека може да промени многу од состојбите во центар. Јас и се добро, но и со Герасимовски имавте одлични конекции со работа. Не го кријам јас тоа и тоа така треба да функционираме. Јас бев прв меѓу градоначалниците кој што посредуваше во сите конфликтни процеси. Така ќе бидам и во перспектива. Што значи дека имаат добра понуда граѓаните од центар. Не би можел да дефинирам, но мислам дека малку посериозни шанси има кандидатот на Знам. Не е субјективно, објективно гледано. Зошто? Затоа што е човек кој што не бил во одредени процеси во минатото политички, има добра понуда, сериозно добра понуда. Проблемот и хаосот со паркирањето му е еден од приоритетите кој што е поставен во неговата програма. Дополнително заеднички го разгледувавме моментот, бидејќи еден од првите проекти, а сериозно се засегнати и центарци, но и од кисела вода граѓаните, е Лимак, подземната сообраќајница. Кога Лимак